Па, бил сум на повеќе симпозиуми од овој карактер и еве почнавме, мислам дека симпозиумот тече во најдобар ред, дека има многу интересни предавања, дека програмата е многу богата, а учеството на голем број научници од Србија, од Русија, од Полска, од Македонија гарантира дека овај симпозиум ќе се исполни својата цел. Особено што се одржува во едно култно место во родното село на Вук Стефановиќ Караџик, родоначалникот на српската фолклористика и на српската култура воопшто. Која е вашата тема? Со што ќе се представите вие? Јас се представам за соработката меѓу македонските и српските фолклористи преку призмата на списанието Македонски фолклор што излегува во Скопје во рамките на Институтот за фолклор Марко Цепенков. Колку време вас ви интересира? Колку трудови имате направено поврзани со македонскиот и српскиот фолклор од прилика? Може ли да се сетите? Па имам направено повеќе трудови од соработката меѓу македонски и српските фолклористи, меѓутоа и да не е насловен реферато со конкретно да речеме дека треба да се спомне српска фолклористика или некоја друга, во самиот научен период ние мора да правиме компаранција меѓу македонскиот фолклор и фолклорот на другите народи. Така да сметам дека јас имам едно 5-6 труда, може повеќе директно со поврзани со фолклорот на меѓу македонскиот и српскиот народ. Еве на пример на последни два симпозиума во Битола имав тема видите и самовидите поврзани со лику на Марко Крале во македонската и во српската народна епика, а последниот ми беше за книгата Земја и народ, речит документ за едно време и за еден град во кој што се зборува за Струмица меѓу двете светски војни, односно веднаш после Балканските војни.